Добар ден, градот Скопје во соработка со општините кои што се дел од нашиот град во текот на денешниот и утрешниот ден ќе започне со масовно расчистување, односно масовно ослободување на веќе заробените дрва. Знаете и сами, некаде конкретно на јануари оваа година заедно со Шумарскиот факултет го потпишавме меморандумот за соработка за ослободување на 841 заробено дрво. Со задоволство можам да истакнам дека она што го кажав на почетокот на сезоната, дека до крајот на оваа сезона сите 200 дрва кои што се под надлежност на нашиот град ќе бидат ослободени, меѓутоа еве помагаме и на општините да влезат во еден засилен процес на ослободување на заробените дрва. Најмногу заробени дрва имаме на територија на општина Центар, особено овде кај Ботевар Мало, каде што во лудата урбанизација на овој простор од нашиот град беше заборавена во целост и животната средина, меѓутоа и зеленилото за кое што толку многу сите се бориме во последниот период. Развиените големите дрва се природен прочистувач на воздух, они се дел од амбиентот на градот и ние ќе направиме се што е во наша моќ да ги заштитиме тие дрва. Она што е за мене да речам интересно, во општина Аеродром имаме околу 20 мапирани дрва и јас сум убеден дека во текот на денешниот ден сите 20 дрва во општина Аеродром ќе бидат целосно ослободени. Како градоначалник, управувајќи со системот на град Скопје, управувајќи со градежните работи кои што ги изведува градот, управуваме на начин да ниту едно дрво повеќе, без оглед на тоа какви се градежните активности, биде означено како заробено дрво, така што водиме сметка да покрај овие интензивни градежни работи кои што ги имаме во текот на оваа година, да не заробиме ниту едно дрво и до крајот на оваа година да успееме да ги ослободиме сите дрва кои што како такви беа означени согласно картата која што ја добивме од Шумарскиот факултет. Благодарам.